Праведникот се грижи и за животот на добитокот свој, а срцето на безбожникот е жестоко. Соломонови изреки 12:10. Прашањата за грижата кон животната средина, кон природата и кон животните денес се посебно актуелни. Но на оваа тема говори и Библијата, која природата ја прикажува како дар од Бога, а човекот повикан да ја почитува и да се грижи за неа. Уште на првите страници во описот на создавањето на светот забележана е пораката упатена до првите луѓе. Наполнете ја земјата и господарете над неа. Овладајте ги морските риби и ѕверовите, и небеските птици и секаков добиток, целата земја и сите животни што лазат по земјата. Дали овие зборови треба да се разберат како дозвола на човекот за неограничена власт да господари над животните и да ја искористува земјата? Секако дека не. Добиената власт на човекот од Бога во Библијата е секогаш ограничена и подразбира сериозна одговорност кон довереното. Пораката е дека човекот треба да владее на ист начин на кој што Бог владее на целото создание, со милостива праведност и со љубовна грижа. Посебната назначеност го задолжува човекот, а неговото достоинство е неразделно од неговата одговорност кон светот, кон природата, вклучително и кон животните. Праведникот се грижи и за животот на добитокот свој, а срцето на безбожникот е жестоко. Соломонови изреки 12:10.